беше Словото, и Словото беше во Бога, и Бог беше Словото. Тоа во почетокот беше во Бога. Се стана преку Него, и без Него ништо не стана што постана. Во Него имаше живот, и животот им беше светлина на луѓето, и светлината во темнина свети, и мракот не ја опфати. Со овој цитат од Светото Писмо, од Светото Евангелие според Јован, сакаме да ви посакаме уште едно здравоживо на уште еден концерт на хорска музика, кој ќе се вброи музичкиот опус на градскиот мешан хор Гортинија, но и нивниот подмладок, средношколскиот мешан хор од нашата гимназија и најмладите вечерва со нас, градското детско хорче Божилак. Не случајно ве поздравуваме со зборовите на светиот евангелист Јован и не случајно нашиот вечерашен концерт е овде во нашиот соборен храм Свети Кирил и Методи. Радоста која ја споделуваме со вас, делејќи го нашето творештво, се преумножува како светлина која не може да биде опфатена од мрак. Светлина која свети значи живот, благодарност, несебичност, љубов. Љубов која, како што велат, се множи кога се дели. Да се создава музика, да се интерпретира песната, да се следат чудесните чекори на хорските мајстори од разни периоди и правци во музичкото творештво е безвременска и севременска сеопфатност. Нашите хористи неуморно се посветуваат на оваа чудесна димензија на уметноста, раководени од сигурната рака на својот диригент. Генерации хористи вечерва ќе бидат обединети со вас пред значењето на уметноста како духовна дарба, пред гласот како моќен артефакт на даровите што ни се дадени за да споделуваме и преумножуваме. Споделувајќи ја нашата песна, ја споделуваме нашата љубов. А каде, ако не овде, каде ни искрат срцата кога се раѓа нашата песна? На концерт или на света литургија? Затоа им благодариме на неговото високо преосвештенство митрополитот Повардарски Агат Ангел за неговиот благослов, како и на свештенството од Георгијското архиерейско наместништво за нивната срдечност и несебична поддршка на хорот Гортинија и нашите активности, како и сесрдното споделување на љубовта и добрата волја, која преку Бога Словото ни ги дарува сите дарови, па и оваа вечер како дар на светлината. Затоа на почетокот го повикувам отец Русе Жејковски, старешина на храмот Свети Кирил и Методи, да ни се обрати и да го благослови овој концерт. Почитувани отци, браќа и сестри во Господа, после толку убавата најава, не знам што да надополнам, освен да го пренесам благословот на нашиот надлежен архиерей, митрополитот Повардарски господин Агат Ангел, за да, еве, ова вечер се собереме во овој храм и го слушнеме прекрасното пеење на целиот труд на сите членови во различни генерации, како што спомна под диригентската палка на професорот магистер Атанасов. Царот Давид во псалмите кажал: ќе му пеам на Господа преку целиот свој живот, ќе му пеам на Бога се додека постојам. Размислувајте на тие зборови и уживајте во прекрасното пеење. Сега го замолувам маестро Илија Атанасов да ја започне вечерта на хорска музика, најнапред со хорчето Божилак, потоа средношколскиот мешан хор и хорот Гортинија. Повелете. Да го искористам моментот кога веќе сите зборуваат. Децава се пред вас, пола од хорчето Божилак, и добив една прекрасна лекција од нив, мора ви кажам. Нели 6 месеци работам со нив. И на крај ја добив најважната лекција токму од овие дечени позади мене што стојат, кога разбравме дека 14
членови од хорот не може да дојдат на настап и нормално ние почнавме да калкулираме, можеме, не можеме. Тие видео загриженоста во очите и самите покажа загриженост и наеднаш се појавија еден по еден да доаѓаат наставнико, ние сакаме да пеем. Ќе пеем. Наставник, јас ќе пеам и за Зафир и за Ѓорги, јас ќе пеам и за Александра, за двајца, за тројца и тогаш се наоѓа човек пред една голема педагошка дилема, дали да го вреднува трудот на овие и посветеност и храброст на овие млади и мали уметници или да се води по некакви стандарди, принципи и критериуми. И јас решив да чекорам со нив и стојам за овие храбри 8-9 девојчиња и момчиња што се пред вас. Им треба вашата храброст. Što mi je
школскиот хор при Со Јосиф Јосифовски. Оваа година, како и претходните 20 години, се државни прваци на државните надпревари по Македонија. Мора да ги пофалам. Иако и тие не се комплетно, се решили да докажат и тие храброст. Зедоа храброст од малите. May the road rise to me.
Секоја година обично на некои значајни настани имаме обичај да се заблагодариме на многу институции и личности кои ја помагаат работата и активностите на градскиот мешан хор. Тоа е доказ дека хорот не зависи само од диригентот и од хористите, го зависи од севкупниот општествен амбиент во кој живееме и од кој сме вкружени. И тука мора признам и мора да кажам, тоа сме го кажали неколку пат до сега, односно постојано го повторуваме, дека најголема заслуга, една всушност клучна заслуга во работата и постојањето на хорот има нашата црква, нашето свештенство и владиката Архангел, особено последниве неколку години. Затоа сакам да доделам благодарница за прво за дедо Архангел. Символично една благодарница да остане од символот хорот. Ние немаме на друг начин освен со присуство на литургија и со настапите во црквата како да заблагодариме за поддршката. Професоре, ви благодариме, но бидејќи љубовта и соработката е обострана и од настојателството од храмот, Соборниот храм Свети Кирил и Методи имаат исто така подготвено благодарница до вас,
како диригент и до сите хористи, со кои што ни ги збогатувате неделните и празничните литургии во овој свет храм и сите наши храми. Сакал во овој момент следна композиција да мора да најавам кога Диес Ире, композиција која прв пат ја изведовме во Евангелие на претходниот настап повторно во црквата Свети Спас. И ја сега повторно ја изведуваме таа композиција која прв пат хорот Господова позади мене ја изведуваат први во Македонија. Тоа е композиција која тие прв пат ја изведуваат овде премиерно. Кога сме кај тие премиери и тие први изведби, секојаш значајна улога кај нас играат луѓето кои го шират гласот за хорот, луѓе од кои хорот добива информации, за кои добива информации и луѓе кои представуваат една продолжена рака на активноста на хорот. На нашиот
почитуван, сакан и добар пријател и новинар Љупчо Алексовски, сакаме да му доделиме една благодарница за долгогодишно поддршка на хорот, заради тоа што во сите овие години и кога беше најтешко и кога веќе беа работите при крај и се најверојатно, тој имаше доблеси, има наоѓаше начини како сите активности на хорот да ги поддржи. Молам да го поздравите се. Ова е признание за мене и за телевизија Нова воедно. Да знаев ќе се облече попристојно, овака уште наше занимање, што се однесува до хорот во Тимија, од секогаш го следам и ќе го следам и понатаму нивниот растеж. Иако и сега ќе се на највисоко ниво во Гергелија, во Македонија, а можем да кажем и на овие блиски балкански простори. Благодарам уште еднаш и Din es in la sol, vet se lum in fa vin la, din es
од почетокот на формирањето на хорот е редовно на репертоарот, стана еден вид имидж. Нашиот хор обично изведуваме и со мала хореографија, композиција за која хорот има добиено многу специјални награди на меѓународните надпревари. И токму затоа во овој момент сакам да додам благодарници на членови на хорот кои се од почеток до денес се учесници, се уште учествуваат во работата на хорот. Бојан Алексов. Бети Велко. Тоа се користи кои од почетокот на создавањето на хорото учествуваат, има и други се разбира. Јас им благодарам. Се надевам дека ќе и оставаат и оставиле добар пример и добар впечаток и добар удел во хорот. Имаат огромен удел во хорот, за тоа што не е само пеењето удел, туку и поддршката и самиот однос према другите хористи е исто така поддршка за хорот. Ова е сложена комплексна група институција и затоа се зависи едно од друго и затоа овие придонеси можеби не се видливи, но се многу значени. Им благодарам уште еднаш на
Јас ви благодарам за присуството. Поддршката на публиката секогаш ни е многу важна, особено кога се работи за домашната публика. Ви посакувам убава пријатна вечер.